Нема никакво оправдување тактиката на одложување што деновиве се случува во Македонското собрание и спречувањето на назначувањето на нов претседател на оваа институција, соопштија вчера вечер европските пратеници Кукан, Флекенштајн и Вајгл. Со длабока загриженост гледаме дека кризата се пролонгира прекумерно со растечки последици за земјата, вклучувајќи и влошување на меѓуетничките односи, се вели во заедничката изјава на тројцата европратеници. Пратеникот од редовите на СДСМ Максим Димитриевски синоќа во кафеаната Палас во Куманово бил физички нападнат од 10 лица. Напаѓачите во алкохолизирана состојба прво вербално го провоцирале Димитриевски, а потоа се обиделе и физички да се пресмејтаат со него. Тој за нова вели дека лично не ги познава луѓето кои го нападнале и не сака да шпекулира за тоа кои се, додека трае истрагата. Не постои тиранска платформа, туку заедничка декларација на албанските партии. Не бараме промена на знамето и ниту една програма на албанските партии не содржи идеи за федерализација, кантонизација или поделба на земјата. Сакаме Македонија да е цела и го почитуваме нејзиниот уставен карактер и територијалниот интегритет, изјави пратеникот од Дујартан Груби во синокешната топ тема на Телма.